Денес се посветуваме на пеперутките и на нивното значење во генерално на животот на планетата Земја, како опрашувачи, нешто што е навистина од клучно значење за секој од нас, а често пати можеме знаеме да го занемариме тоа, поточно да го оставиме некако во сенка. Овој ден се одбележува токму во интерес на зголемување на свесноста, едукацијата за значењето на пеперутките. Да, важни опрашувачи. Денеска час по биологија со Диме Миловски од Македонското еколошко друштво, од терен природен вчера, денес на терен на Телма телевизија. За оние кои што не следите во моментот на Телма телевизија, изведив неколку податоци, па Диме се ќе ги потврди всушност исто нашиот едукативен разговор. Инаку во светот постојат околу 20.000 видови пеперутки. Балканот важи за едно од побогатите подрачја со биодиверзитет во Европа. Постојат на земјата повеќе од 50 милиони години многу пред појавата на човекот или пак модерниот Homo sapiens, како што си го познаваме денес. Некои видови пеперутки може да поминат и јадници километри миграција, слично како и птиците. Едни од најчувствителните инсекти на климатските промени, бидејќи дули и мари температурни промени или разлики го нарушуваат нивниот животен циклус. Инаку, кога во одреден регион почнува да опаѓа бројот на пеперутки, научниците тоа често го сметаат за ран знак дека екосистемот е под некаква закана. Инаку, пеперутките не може да летаат ако телесната температура е премногу ниска, затоа често ги гледаме како мируваат, сталожено се под сончевите зраци. И оно што е интересно дека уништувањето исто така на дивите ливади и прекумерното косење директно го намалуваат за жал нивниот број. Научниците меѓу другото предупредуваат дека во некои делови од Европа популацијата на пеперутки за жал е намалена за повеќе од 50% во последниве децении, така што во име на денешниот датум тој прифати покана нашиот Диме Миловски, 28 мај, светскиот ден на пеперутките, токму од Македонското еколошко друштво. Диме, добро утро и добро не дојде во утринската. Вистина ќе уживаме во разговорот, не се ни собнам, бидејќи некако го започнавме со тебе и заедно со Ивана зад камери. Некаде прочита дека научниците велат, ако сакаме да ја спасиме природата, мора да ги заштитиме сите мали суштества кои што живеат во неа, вклучувајќи ги и секако овие прекрасни примероци на планетата Земја. Да, точно така. Добро утро. Ви благодарам на поканата. И многу добар вовед даде, значи добро си ја направил домашната задача. Се беше точно тоа што го кажа. Пеперутките се индикатори за здрава животна средина, исто така се индикатори за некои стресови што се случуваат во животната средина, поготово со климатската криза и со климатските промени. Така да, еве се, например, Централна Европа сведочи за едно такво намалување на диверзитетот на дневните пеперутки. Има огромни акции конзервацијски за нивна заштита, не само за заштитата на пеперутките и другите инсекти. Така да се борат против тоа. Една од главните закани, освен климатските промени, глобалното зголемување на температурата, е и, како што кажа предходно, косењето, интензивното земјоделие. Меѓутоа нешто што и сеча на шумските предели, претпоставам дека и тоа не толку сеча, бидејќи главно дневните пеперутки не се шумски видови, се среќаваат на поотворени терени, меѓутоа прекумерното обраснување на пределите, значи таму каде што веќе нема екстензивно сточарство и напасување, исто така влијае негативно на нивниот опстанок, бидејќи кога почнува сукцесијата, тоест да почнуваат грмушки да растат по нив, помали дрва, па понатака и поголеми дрва, и обраснува целото тоа земјиште, не можат различни цветни видови на растенија да се развиваат таму, што придонесуваат што се уствари храна за пеперутките, нектар и нивната улога како опрашувачи. Дима, оно што можеби е добро во овој прв дел од нашиот разговор е да се запознаеме малку повеќе со пеперутката, односно со нејзините фази на живот. И често пати кога ќе се шетаме во природа, кога ќе видиме убава разнобојна пеперутка, шарена и така натака, знаеме да се фасцинираме, така малку да поуживаме ако можеме да ја допреме, но ми се чини дека малку повеќе во однос на едукација, освен вие што работите во тој дел, недостасува, за да може да, и кога ќе ја видиме пеперутката, да го знаеме и нејзиниот животен век, фазите на нејзиното живење, што тоа значи или како и на кој начин пак ние можеме да придонесеме, освен што ќе се фасцинираме и што ќе сакаме да ја фатиме, а можеби да заловиме,
што друго би можеле да го во интерес добар да направиме. Бидејќи имам чувство ќе се сложите и двајцата дека современиот човек премногу ја гледа природата како декор, а премалку како системот кој што зависи, вклучувајќи и самата. Да, и поготово инсектите како што се пеперутките се на еден начин декор и многу придонесуваат за за возбуда кај луѓето, значи кога ги видат бидејќи се со шарени крила и многу и заради тоа, меѓутоа за среќа бидејќи се такви, придонесуваат и многу да се заштитуваат тие видови. Поготово во Европа во последните 50-60 години пеперутките се едни од главните групи на инсекти за кои што има многу внимание кон нивната заштита. Сега јас би рекол дека не треба да се фаќаат пеперутките, не треба да се заловуваат, треба да се сликаат. Јас мислам дека се поголем број на луѓе придонесуваат кон знаењето и кон распространувањето на пеперутките со тоа што ги сликаат и ги објавуваат своите слики на одредени бази на податоци, кои што се глобални бази на податоци, во кои што секој може да придонесува со наоѓање на различни видови. Не само на пеперутки, ама кај пеперутките тоа е, например, многу расширен феномен и со птиците исто така, и со вилините кончиња, можам да кажам, бидејќи луѓето до некаде ги знаат, не мора да се биолози за да ги знаат. Многу од нив се фасцинирани од нивната убавина, ги учат главно. Да, ги учат главно, значи не латинските, меѓутоа народните нивни имиња. Англиските имиња се дури попознати од латинските имиња, така да многу луѓе ги знаат. Ќе сликат пеперутката, ќе објават на таквите мрежи и ќе кажат за кој вид се работи, па понатака има експерти кои што ги проценуваат, ги гледаат тие внесови на податоци и гледаат дали стварно се работи за тој вид и доколку се работи, одма има географски податоци, значи има локација каде се земат видот и одма знаеш дека тој вид се наоѓа на тоа место. И тоа придонесува не само за тие чести видови кои што од прилика знаеме дека ќе ги најдеме на одредени локации и во одредени региони, меѓутоа и за поретките видови кои што, например, дури има некои видови што сме мислеле дека се исчезнати веќе и одеднаш некој пријавува вид и одеднаш сега експертите доаѓаат на тоа место и гледаат леле стварно тој вид. Која фасцинација може да замислам. Да, тој вид се уште постои таму, се уште опстоил и тоа е, например, за науката голем придонес. Така и кога зборуваме за тој придонес, секако важна улога имаат оние кои, како ќе речеме, експерти или луѓе кои што работат на тие теми, точно знаат што и на каков начин треба да направат, па и музеите кои што постојат, за да може да се види тоа, што можеби и не би можел секој од нас да го види на еден таков начин. И за таа цел да речеме дека е оправдано заловувањето и формирањето на тие огромни инсектариуми за кои што знаеме, но и во образовниот процес има еден таков дел каде што децата нели треба да се образуваат и да учат токму преку создавање на инсектариум. Барем така беше у наше време, да. Практичен. Искрено не знам, моите ќерки се прво и четврто деление, се уште не им е побарано да донесат инсектариум, ама јас знам дека кога бев 7 или 8 деление во основна школа, дека ни бара проект задолжително беше тоа. И јас уште тогаш се занимавав со таква работа и донесов инсектариум. Сега дали треба тоа да се прави? Треба да се знае од прилика треба да се знае дека постојат такви работи. Институциите како што се природно-научните музеи, кои патем оваа година нашиот природно-научен музеј слави 100 години постоење, една од најстарите научни институции во Македонија, формиран 1926 година. И јас би апелирал и би ги поканил сите луѓе кои што го немаат посета на природно-научниот музеј да одат таму. Има различни теми, има различни содржини кои што сега се промовираат во целата година во природно-научниот музеј. Да, и во рамки на Скопската зоолошка градина, така што јубилејот е тој, значи двете институции во исто време биле отворени. Музеите представуваат една ризница на природното богатство на еден регион или на една држава. И заради тоа се многу важни, бидејќи сите тие колекции што се изложени, меѓутоа и тие што не се изложени, што се во депоата на музеите, се огромно богатство за некои научници кои што сакаат да видат каков бил составот на одредена група на организми, например пред 50, пред 100 години, каков е сега, и со тоа да направат паралела за да можат да направат одредени испитувања и заштита на одредени видови, бидејќи може да кажат, еве, например, овие 2-3 вида постоеле пред 50 години, сега ги нема веќе. И секој вид нормално си има своја етикета на која што пишува датум, локалитет каде бил фатен, кој го фатил, кој го регистрирал, кој го детерминирал тој вид. Така да сите тие работи се богатство, Нормално дека во посовремените музеи си има и дата база, па можеш на еден клик што се вика да видиш
кои видови ги има нели во депоата. Цела енциклопедија. Цела енциклопедија. Меѓутоа и тие промени што се случуваат кај организмите, на пример одредени фенотипски, тоест промени во својата структура, дали на бојата на крилјата, на пример кај инсектите или не знам, било што се случува со нив, можеш да ги детектираш во одредено време. Тоа се нели генетски промени кои се манифестираат понатака и со самите видови, може да се определат каков бил тој вид пред 100-200 на пример музеиве, на пример што се во, не знам, во Лондон или во Прага или во Виена, имаат сведоштва од пред 200-300 години на одредени организми, што е огромна архива. Огромна архива, да, секако. Може во контекст на ова само да покажеме пеперутката која што имаме тука. Еден експонат всушност од пеперутка, претпоставам дека ова е честа, да речем како... Да, ова е чест вид, го донесов само нели да покажам сега тука, инаку ние во Македонското еколошко друштво работиме еден проект кој што пробуваме да го заедно со Природно-математичкиот факултет од Скопје, пробуваме да видиме какво е богатството на одредени типови на земјоделски површини кои што екстензивно биле обработувани пред 50-100 години и сега сакаме да видиме какво е богатството на тие земјоделски површини и шумски површини кои што на одреден начин биле менаџирани, управувани во текот на времето и сметаат, на пример, во соработка сме со едни шведски научници, сметаат дека таквите површини нудат голем облик на биолошка разновидност и ние одредени сапроксилни инсекти, пеперутки и птици како целни групи ги работиме за да видиме какво е богатството на тие земјоделски површини во однос на останатите. Прекрасно. И доколку има повеќе богатство, дека тие треба на одреден начин да се заштитат или на ист начин да се управуваат понатака и во иднина. Некој пат го минимизираме постоењето на такво мало суштество кое што е толку важен дел од циклусот на животот и на планетата Земја и воопшто на нели самите екосистеми, бидејќи сум и јас лично ќе кажам, а верувам дека многумина приврзаник на анимизмот, дека се е некаква свест околу нас која што не обкружува и дека треба да сме во постојана директна конзистентна катарза со природата, особено нели да речеме со инсектите. Зошто научниците велат дека состојбата на пеперутките денес, барем од сите податоци кои што ги најдов како интервјуа, со пеперутките е директен показател за состојбата на самите екосистеми. И каква е според тебе можеби од оваа страна доколку ги обсервираш сега сите работи? Да, па како што кажав, нели, самиот вовед, состојбата зависи каде гледаме во Европа. Сега во Европа јас ја знам на пример најмногу ситуацијата. Има брутални географски подрачја, има некаде каде што да, значи има ета и позитивни и негативни да кажеме подрачја на нашиот континент кои што имаат огромно видово богатство, не само пеперутки, него и други видови, и Балканот е едно од тие подрачја. Например, Медитеранот општо, значи, се вика тоа хотспот, нели, значи една жешка точка на распространување на биолошката разновидност од различни видови на групи. Балканот, поготово југозападниот или јужниот Балкан е дел од медитеранскиот регион, нормално Италија, Шпанија, Португалија. Сега и има места како што се средна, централна и западна Европа, поготово Франција, нели Германија, Чешка, тие држави, Белгија, нормално Холандија, кои што толку многу интензивно работеле, поготово во 20 век, земјоделие со цел да се нели да има храна повеќе, и се зголемувала популацијата, индустриализација, сето тоа, што до многу голем степен ги имаат нарушено тие екосистеми и тие конекции што ги имаат нели живите организми со екосистемите, и заради тоа се гледа уште сега колку е опадната биолошката разновидност. И тоа не сакаме да се случи во пределите како што е нели на пример Балканот, и заради тоа се повеќе се промовира така наречениот еколошки развој или одржлив развој, кој што е во сите пори нели на општеството, еден од тие е и земјоделието, сточарството, како што кажав, значи намалување на сточниот фонд, исто така голем придонес за истото, да. Да, голем Македонија во моментот бележи можеби пат на популацијата на пеперутките? Мислам дека не за сега. Немаме правено, да кажеме, такви детални анализи, детални истражувања, систематски истражувања, каде што од година во година на ист предел се прави таква. Меѓутоа, ете, по несистематски, јас, например, правам на одредени
заедно со колегите мои правиме на одредени подрачја и гледаме дека од прилика ист е диверзитетот, например, не знам, Националниот парк Пелистер, можам тука да го кажам, или Повардарието на некои одредени делови, Националниот парк Галичица како еден од најдобрите места каде што може да се најдат над 160 видови на дневни папируци. Колку иначе Македонија или земјите од Западен Балкан, ама ајде географски ке кажем Македонија, бележи диверзитет апропо пеперутки? Колку ги имаме? Многу, да. На многу. Во однос на Европа, каде што се среќаваат околу 450 видови, скоро пола се среќаваат, околу 210 видови се среќаваат во Македонија, што е нели многу миниатурна. А имаме ли карактеристичен вид кај нас на пеперутка? Да, да речеме овој кој што го зема во студио. Овој не е толку карактеристичен, меѓутоа сигурно сте слушнале за македонската сивка, која што е ендемичен вид, многу имаше, нели, се зборуваше во последно време за неа, бидејќи е мета или цел на ловократци кои што ги ја заловуваат и ја препродаваат од прилика 50-60 евро од примерок, а македонската сивка се наоѓа само на едно место, Прилепско е тоа, околу Плетвар, и е ендемит кој што го има само тука, нели? Вистина. Да, и едноставно колекционерите, тие што сакаат да имаат, би плателе, нели, толку пари само за да имаат еден таков вид кој што го има тука. И заради тоа треба особено внимание да се постави на тој локалитет, нели, Плетвар, прво за да не се прават, нели, такви каменоломи кои што го уништуваат хабитатот, и второ да има ловочуварска служба која што барем кога летаат пеперутките, значи по периодот, нема да го кажам тој период, да не откривам. За секој случај. Во периодот кога летаат, нели, пеперутките, да има контрола, за да нема. Јас, например, еднаш имам сретнато такви ловократци кои што, нели, побегнаа, почна дури да ги бркам, меѓутоа не може да ги стигнам, се скрија некаде и нормално беа со мрежи, сака отидени се, нели, со таа намера. Само да ги препродаваат како експонати. Но диме нели во други држави тоа е некако определено, односно регулирано веројатно со закон или со некаква контрола, и сега споменуваме што е тоа што треба да има, веројатно нема. И сега ако се најде случајно некој на лице место, па тоа да го види и да ги... Да, нормално дека треба да е регулирано прво од царинската служба, значи не сме да има таков извоз, не сме да биде дозволен таков. И Институтот за комуникацијски студии направи супер студија за тоа како македонската сивка е третирана, дури успеа и да нарачаат, или намерно да нарачаат пеперутка да им стигне по пошта, си платија дури цена за да видат дали патот стварно е тој и дали ти можеш како еден обичен или купувач да си купиш македонска сивка од пазарот и да ти стигне по пошта дома. И тоа стварно се испостави дека е така. И тоа е катастрофа, бидејќи тука многу служби уствари затајуваат. Не само тоа што треба да се фатат тие чинители на терен, туку и дека можеш да ги нарачаш и царинската служба едноставно не гледа за што се работи и не го прекинува тој ланец таму. Дали исчезнувањето на одредени растенија автоматски значи исчезнување на некои одредени видови на пеперутки? Апсолутно, бидејќи секоја пеперутка, ја споменавте претходно тој животен циклус, нели, таа метаморфоза, кога се, нели, прво пеперутките раѓаат јајца, тие јајца настануваат гасеници, тие гасеници се хранат со одредено растение. Секој вид си има одредено растение, некогаш се работи за повеќе од едно растение, меѓутоа многу од видовите стрикно на едно растение гасеницата се храни, тоа е клучно за целиот тој циклус да биде направен, нели, до крај, да повторно да се роди, нели, од гасеницата кукла, па од куклата возрастна пеперутка, и доколку тоа растение го нема, едноставно тој вид нема да може да опстои понатака. Сега колку екстремните услови и да речеме вакви сушни циклуси, бидејќи пред извесен период наш климатолог спомена дека Ел Ниньо стапува на сила како, нели, временски циклус, значи и некако истребување на некои видови на пеперутките. Бидејќи некако ги поврзавме како првите жртви на глобалното затоплување, за што повеќе се говори. Да, па поготово еве ќе ги споменам, например, планинските видови, алпските видови кои што се среќаваат, например, над одредена надморска висина, например над 1000 метри надморска висина, кога настапува, нели, такви жешки бранови, тие видови мора да одат се погоре и погоре, меѓутоа немаат тие кузне колку место да одат, например, над 2500, 2600, 2700 метри се највисоките наши планински врвови, така да тие растенија, ако не опстојат таму, едноставно и видот нема да може да опстои таму и тие не може да одат непречено, нели, нагоре за да ги избегнуваат тие топлотни бранови.
се е поврзано во природата и кога зборуваме на вакви теми, некако се потврдуваме во тоа. Неудамна се одбележа и светскиот ден на пчелите, некако зборувавме за нивното значење, имавме и анкета и голем дел од граѓаните велат да ако на прашањето што ќе се случи ако не постојат, односно ако изумрат пчелите, тогаш значи дека нели доаѓа и крај на човештвото, поточно за животот на планетата Земја. За пеперутките горе долу некако можеби важи истото во смисла на тоа колку значајни работи ќе се изгубат доколку се разбира се загрози животот на пеперутките. Па од тој аспект што би можеле да кажем и од аспект на секој од нас индивидуално како улога која што имаме за заштита на пеперутките во најмала рака, само да се фасцинираме да не ги заловуваме, но малку повеќе во однос на одговорноста која што има секој од нас. Што најмногу те загрижува? Па да, климатската криза најмногу ме загрижува, да бидам искрен, бидејќи тоа глобална криза и бидејќи тоа криза не само за самото човештво, туку криза за целата биолошка разновидност на оваа планета. Од тука можеме многу како индивидуи да направиме, меѓутоа најмногу ме загрижуваат самиот конзумеризам и тоа што толку многу се троши, се повеќе и повеќе, што маркетингот е на такво високо ниво направен што некои фирми како Тему на пример до толку многу уништуваат оваа планета што цело време нели луѓето цело време се рекламираат нели како што се рекламираат експанзивно. Да, експанзивно и луѓето ги тераат да нарачуваат, а со самото тоа нарачување нели бродови патуваат низ целата планета со такви нели контейнери и тоа прави многу да се загадува целиот и воздухот и водата и се и ги затвараат локалните економии тука во сите региони нели нашава држава поготово беше нели цел на тоа и со тоа пати се. Значи не само човештвото долгорочно, туку пати и самата природа. Така да тоа е нешто што на пример можеме да го направиме, нели како единки. Многу помалку да трошиме едноставно. Да, ми се наметнува прашањето дали природата денеска да се освестиме. Па еве за тоа голема благодарност нели до вашата телевизија за тоа што го дискутираме ова. Да, ми се наметнува прашањето и јас си го поставам дали природата денес станува луксус наместо нормален дел и тек од нашиот живот. Па на некој начин да, заради тоа што нема премногу места каде што ти можеш да отидеш, поготово пренаселен континент како што е Европа и да уживаш во недопрена природа. Ние таа фраза ја имаме нели недопрена природа, меѓутоа тоа не е баш толку точна фраза, поготово во Европа. Можеби недопрена природа, не знам, во тропските предели на Амазон или не знам на Сибир или не знам Северна Америка, тамо Канада, меѓутоа овдека нема баш недопрена природа. Поготово нема на Балканот или негде Централна Европа, па не дај Боже, таму се е допрено. Така да нема многу, меѓутоа се уште можеме да уживаме во убави предели, каде што може да се планинари, каде што може да се ужива во звукот на птиците, во нели бојата на пеперутките и сето тоа што го нуди природата. Ја споменавме едукацијата на самиот почеток, односно кога го споменавме инсектариумот, како би се учеле младите генерации за тоа што значат нели пеперутките за човечкиот живот, но и за животот на планетата Земја и генерално како да ги разликуваме и да знаеме кои се карактеристични видови. Но ако зборуваме за едукацијата на еден малку посовремен и поодговорен начин, и за едукацијата која што би требало да има кај нас, повторно ќе речеме за младите генерации, за тоа што значи сето тоа за биодиверзитетот, тогаш дали еден од тие начини е токму почестата посета на Природно-научниот музеј. Како луѓе кои што те работат со тоа, веројатно имате одреден впечаток дали доволно се посетува и дали доволно младите се едуцираат на овие теми. Тоа е доста важно, заради тоа што тоа е иднината, која што би требало да ги знае овие работи. Мислам дека модерниот живот урбан ја уби тотално љубопитноста за природата кај младата популација. Ние сме тие кои што се одговорни за да го пренесат тоа. Сето тоа си има нели удел. И тука сме во overconsuming, и тука има преголема конзумација на небулози. Така е, меѓутоа гледам дека се уште има некаков интегритет кај основните школи каде што наставниците или само иницијативно или преку некои одредени проекти или иницијативи ги носат децата и во природа и во Природно-научниот музеј или во Зоолошката градина, значи тоа се уште го има и тоа е за поздравување. Ние во Македонското еколошко друштво имаме формирано мрежа на искуствено учење, каде што нашите колешки од тој сектор вршат огромна улога во учење на наставници прво како да го
пренесат тоа еколошко знаење. Ќе споменам тука и локалната наша канцеларија во Преспа, каде што многу се во Ресен, каде што многу се полага фокус токму на тоа, на едукацијата, заедно со партнерите од Грција, од Албанија, значи на цела мрежа на партнери кои што прават истите работи во сите три земји во Преспанскиот крај, еден од најбогатите и најубавите наши предели, значи Преспанско-Охридскиот регион, двата национални паркови Пелистер, Галичица, Преспанското Охридското езеро како едни од најстарите езера во цел свет. Така да, ете, тоа се прави, едукацијата е еден многу битен и значаен дел од едно човечко општество. Така да треба да се продолжи, треба наставниците да се свесни за тоа и треба што повеќе да ги истакнуваат природното богатство кај нас. Имам чувство дека последниот период, мала дигресија апропо пеперутките, не сум забележал последниве 2-3 години можеби наводно светулки. Што се случува со исчезнувањето на светулките? Затоа што ако нешто моето десно ме потсетува со пеперутки, во текот на денот навечер беа светулките. Често се враќаме на тоа, кога или кога ќе видиме светулка. И баш како тема на разговор со мои пријатели, како да се истребени некои видови со кои што растевме. И тие биле мета на климатските промени, значи на зголемувањето на температурата. И мислам дека со влажноста на воздухот се имаат специфични услови во кои што се развиваат. Точно е тоа дека се помалку ги гледам и точно е тоа дека порано и јас како дете се сеќавам дека многу повеќе имаше. Играш криенка, жмуркај без светулки во текот на ноќта. Јас по потекло од Галичник сум и баш така јули, август, кога најмногу ги има, цело време ноќно време сме ги гледале. Сега ги има, да, меѓутоа многу помалку. И среќен сум што барем малку ги има за да можам на децата мои барем да им ги покажам. Секој дете се радува на светулки. Ама ете, мислам дека се исто така мета на тоа глобално. Има диме конкретен вид, освен да речеме, ако велиш дека пеперутките го држат некаквиот баланс, пак тука се присутни некои кои што целосно се истребени од наша географија? Инсекти кои што или се заканува некако нивно истребување? Има, да. Има од тие, ето ги споменав, околу 210 видови. Јас, например, имам документирано со истражувања во последните 20-30 години, близу 200 вида, значи, не знам, 195-6 прилика. И некои видови што, не сум ги барал систематски, точно каде што е литературата наведено, сум ги барал, меѓутоа не толку систематски, меѓутоа не сум успел да ги детектирам. Ама зборувајќи, например, со колеги од Бугарија, кои што исто така се експерти и ја работат фауната на пепирутки и тамо, кажувале дека, например, во нивните литератури одредени видови едноставно веќе не може да се најдат. Или имало еден вид кој што, например, еден примерок кој што го нашле на одреден регион и после тоа не можеле да го најдат. Тоа е едно. И второ, имаме појава на некои видови кои што се карактеристични за северните делови на Европа, меѓутоа со затоплувањето тие мигрирале и се населиле, например, и по-јужно може да се среќава, така да има од двете аспекти, значи некогаш се среќаваат и нови видови, некогаш има и исчезнати видови, така да... Но тоа е дел од природниот процес, да речеме, со годините? Тоа е дел, меѓутоа инициран од сето тоа ние што го правиме како цивилизација, човечка, така да некои работи можеби ќе се случеле многу поспоро или многу попостепено, каде што ќе имало шанса на организмите да се адаптираат, меѓутоа ние не сме им дале можноста. Има некакво изненадување во моментот помеѓу кругот на научници или, да речеме, како вас, биолози на светот, кога прават некакви истражувања, фотографираат, да бидат изненадени дека се враќаат некои видови повторно? Некои прогнози, можеби, нешто што... Не, има, значи, се прават моделирања. Тоа што би значило во пракса? Моделирање значи дека се ставаат компјутерски, нели статистички одредени параметри кои што сметаме ние дека се најрелевантни за одреден вид, знаејќи неговата биологија, неговата екологија, што тој, какви хабитати преферира, каква температура, какви, не знам, кои главни растенија со кои што... И сега се прават предвидувања, тоа се моделирањето, за тоа како може да се одвива, например, распространувањето на таа популација, на тој одреден вид во наредните 10, 20, 30, 50 години. Меѓутоа, тие предвидувања не се секогаш точни, може да ти дадат од прилика насока каде би можел да се движи еден вид, меѓутоа многу работи не можеш да ги предвидиш. Не знам, војна, не дај Боже, или нешто така што би избило што не можеш да го предвидиш, каде што може да донесе до, не знам, одредени
дисбаланс на одредени работи. Лаичко прашање, дали постои некакво вештачко плодување, некакво нешто за да може некој вид на пеперутка повторно да се врати во? Да, постои. Има такви центри во светот, поготово например во тропските региони, каде што одредени видови, нели, сакаш да ги има повеќе, така да ги размножуваат, да кажеме, на одредени, нормално сите услови им се запазени во таквите центри и понатака можат тие да се пуштаат, нели, на слобода. И тоа не се работи само за инсекти, нормално знаеме и за одреден број цицачи, птици, кои што тоа се прави и една од стратегиите како да се врати нивната популација во нормала. И ете конкретно на денешниот разговор, кој што е навистина и едукативен и значаен, особено кога зборуваме за пеперутките, еве нешто интересно. Не знам колку ќе биде благодарно прашање за некој кој што се занимава на оваа тема или биолог кој ги сака пеперутките, но која е дима вашата омилена пеперутка и тоа како едно прашање и глобално која е најпосакувана или да речеме најфасцинантна пеперутка во природата кога зборуваме за... Да, има една пеперутка, па сега не знам како да покажеме, што многу ми се свиѓа што дете бе фасциниран со таа пеперутка. Да, побараме. И ќе побараме сега, баш ќе вкуцам тука. Тоа се нашите телефонски уреди кои што знаат веднаш. Да. Инаку И секогаш кога нешто ќе слушнеме, веројатно истото го правиме ако сакаме да ја видиме, затоа што само на таков начин ќе можеме да допреме до тоа. Кога веќе прашавме, ќе почекаме да ја видиме. Така да те прашам, како се вика најчестата бела пеперутка што ја гледаме? Зелкар. Да, тие се зелкари, уствари пеперутки кои што главно нели се хранат со таквите, со листовите на зелкари. Не сите, меѓутоа со листовите на таквите зелкари. Да. Сега, второто прашање е ова што е укуцано таму може се. Второто прашање, нели, пеперутката што најмногу ги фасцинира, например, ете глобалното население. Нешто наприв. Кој што тоа е монархот, може само на латиница на подршка. Да. Тоа е монархот, тоа е пеперутка која што живее во Северна Америка и која што е позната по тие огромни миграции од 1000, 2000, 3000 километри, значи од негде источниот брег на Америка, значи збориме тука меѓу Канада и Америка, Бостон, не знам, тие градови, Њу Јорк тамо, па се селат пеперутките до Мексико. И имаат еден интересен животен циклус. Дали тие портокаловите? Да, тие портокаловите. Мислам дека има еден одличен документарец, ќе ти го препорачам на Netflix баш за нивната миграција и патот да се оди до... Да, ова е интересно. Нимфалис антиопа. Да, тоа е таа која што е... Еве колегата Горан ако може само да го зумира. Значи ова ти е едно од... Ова ми е мене едно од доста е ретка би кажал, поготово во последно време. Како интересно природата ја прави оваа комбинација со боите. Да, не знам дали ќе можете малку различно сега естетски на телевизија, меѓутоа нека виолетово, бордо, жолтеникава. Многу интересна боја со жолт рап на крилата, нели? И е една од пеперутките што ме фасцинираше, што уствари ме натера, нели, да понатака да се посветам повеќе кон оваа група на инсекти. И така, а инаку монархот е стварно фасцинантна пеперутка, значи целиот тој пат кој што пеперутките го одат од Северна Америка до Мексико, нели, да се размножат таму и понатака повторно се вратат до Северна Америка, колку тие генерации, неколку генерации се уствари за да го изодат тој пат. Чисто само да знаете кој е монархот. И да, Горан, извини. Доста добро се документирани тие пеперутки и има многу интересни документарци, нели, само што спомнам. Фантастичен, мора да признам, да. Еве уште за монархот. Да, ова е, мислам, не знам во кој филм беше баш кажано метафората, нели, на метаморфозата, ама монарх, едно од најпознатите. И мислам дека се во прилично во огромен број. А и големината достигнува. Да, и нели фактички се закачуваат нели дрва пред да почнат, таму се изведуваат и таму почнуваат нели да летаат на север и има дрва што се буквално преплавени, прекриени целиот монарх. И е еден од најпосетуваните феномени, каде што милионски број на туристи доаѓаат за да го посведочат тој феномен. Само ми остана на мисла омилената пеперутка, нели сите имаат латински имиња, но споменавме дека имаат и народски или познати меѓу народот. Која е народската име или постои или така? Постои, има, сите се веќе опишани, некаков плашт беше, ама заборев како се викаше точно. Ама си постојат, нели,
такви народни имиња. Да можеме Има да ги разбереме полесно. Да, труд. Имаме еден колега кој што цел живот го посвети, Владимир Крпач, на пеперутките, ги има опишано, ги има дадено македонските имиња во еден од тие научни трудови, така да може да се видат, може да се... Мислам дека треба многу повеќе да зборуваме за народните имиња на пеперутките и многу повеќе да ги промовираме. Англичаните, например, си ги знаат. Ја знам на англиски, како се вика, на латински, ете на македонски плашт некако беше, мислам дека мајте. Има една работа сосема за крај, не знам дали ја поддржуваш, меѓутоа изминатите години последно мое сеќавање беше, чинам дека во Нимберг, претпоставам дека тука во близина посетивме на ботаничка градина, која што беше нели тоа посебен стакларник, огромен, каде што имаше не знам преку колку разноврсни видови на пеперутки. Не знам дали тоа го почиташ, меѓутоа беше фасинантно дека тие постојано те слетуваат, ги наблюдуваш, ги фотографираш, нели не се нарушува нивниот животен циклус или нели самиот животен век на пеперутката, меѓутоа се повеќе стануваат популарни вакви, да речам, концепти на доживување, за тие кои што ги сакаат пеперутки. И тоа е окей според мене, бидејќи се работи за некако вид на едукација и подигање на јавната свест со пеперутките. Баш беше великодушен проект. Мислам имаше тука биолог кој што раскажуваше. Така, значи има биолог, значи има кустос кој што може нели да каже нешто повеќе и тие пеперутки се одгледувани таму. Значи целиот животен циклус нивен е запазен. Им е познат терен, така што. Е таму, така да тие се родени таму, пуштени таму, ги имаат сите услови за нели да си опстојуваат. И не само ете во такви ботанички градини, туку гледам и по аеродромите. Например во Сингапур на аеродромот има токму таков дел каде што тропски пеперутки нели живеат. Дел, ако не грешам. Баш така. И може да си отидеш нели додека чекаш некој друг лет и да се восхитуваш на тие тропски. Да се дружиш со пеперутките. Јас секој пат кога гледам вака документарци кажам дека во природата ништо не постои изолирано. Се е синџир на животот, затоа не треба да го нарушиме истиот. Само треба да го ништо не постои случајно. Само да го обсервираме, да се фасцинираме, затоа што раскошноста што може да ја видиме во самата природа не учи повеќе и за животот и длабочината и повеќе да копаме по површината. Да, интегрален дел од целата природа, целата планета се и пеперутките. Го спомнавме нели декорот и тие не се само опрашувачи, туку исто така представуваат и храна за еден куп други организми. Птиците, например, многу видови на птици се исхрануваат со нив, значи се интегрален дел од тој синџир на исхрана. Да, и да се потсетиме на вакви денови дека човекот, иако можеби е најразвиеното суштество на планетата, сепак не е главното и сите ние сме дел од природата, треба да го почитуваме сето она кое што го создала природата, па и секогаш да го знаеме нивното значење и затоа овие теми се особено важни. Сметаме дека денес сите допревме, иако ова голема и широка тема и доста интересна, која што отвара нови прашања, но можност за следна прилика или следна средба да повторно се осврнеме на вакви теми и да ги заинтересираме нашите гледачи, но и да научиме нешто повеќе. Дима, благодариме за гостувањето и за можноста што секогаш иако можеби ретки се луѓето кај нас навистина кои што и можат да говорат, но и нели дел од нив и можат да гостуваат, сепак ја имаме можноста да некако допреме во тој дел. Да, кога претпоставам дека и ти ќе се сложиш, јас и Ивана долги години како медиумски работници во свет на различни медиумски субститути се позиционираат на пиедесталот некакви вулгарности и небулози. Ретко е да се слушне вака експерт како вас, можеби со јавен дискурс кој што ќе говори за нешто што е многу важно, а го минимизираме воопшто можеби во нашата секојдневие како тема на разговор. Да, фала ви секако за поздравување иницијативата да се зборува за вакви теми. Нормално дека медиумите представуваат едни од главните извори да се шират нели добри информации, позитивни, да се подига јавната свест, така да ви благодарам. Се враќаш на терен сега? Сега не денеска, меѓутоа од понеделник одам со колешка од работа на терен каде што ќе ги испитуваме овие видови на пеперутки во така наречените земјоделски површини со високи природни вредности. Прекрасно. Да.